Нов предлог за земјоделците. Државата од нив бара да си го трампаат земјиштето. Наместо да обработуваат земјиште на повеќе места, тоа да го прават организирано на една парцела која ќе биде најмалку 5 хектари. Со оваа консилидација сакам да направиме тоа е наводнувањето, односно доведување на системи на наводнување до самите површини. Зголемување на земјоделските производи што ќе бидат засејани на самата површина и секако квалитетот, односно смалување на цената, односно конкурентноста на самото земјоделски производ. Окрупнувањето на земјиштето за земјоделците е нова, но не и непозната работа, па уште на почетокот ги предвидува проблемите. Понудивам прашање ставио на министерот. Од една друга општина вика не може. А така онко што тража од место на место не бива. Има различни класи на земјата, плюс прва, втора, трета, четврта, па и пета класа. Тука ќе има сигурно недоразбирање помеѓу собствениците и луѓето се уште, знаеш, не се навикнати на окрупнувањето. Но освен проблеми, групирањето на нивите има и позитивна страна. Има повеќе заштита во обработување на површината, ќе има подобро и патишта. Помали трошоци нема при орањето, при сеењето, при обработувањето на земјиште. Околу откупот треба да се исто групират за да може да настапуват на пазарот заеднички, за да можат да постигнат поголема цена. Што овој предлог на државата ќе донесе ќе се знае наскоро, откако ќе почне да се реализираат два пилот проекти за окрупнување. Идејата за окрупнување денес беше презентирана пред земјоделците од Свети Николе. Изборот не е случаен, зашто станува збор за најголемата земјоделска општина во регионот. Овде живеат 13.000 жители, од кои 820 се регистрирани земјоделци. Сите заедно имаат околу 2500 трактори и 300 комбајни, а обработуваат 35.000 хектари.